За да исплати плата, градоначалникот Благој Бочварски подитно мора да обезбеди 5,2 милиони денари. Толку пари не достигаат во буџетите на општината и јавните предпријатија Исар и Стипион, за да можат околу 600 вработени конечно да земат плата. Што се однесува до јавното предпријатие Стипион, од директорот сум информиран дека таму се потребни уште 1,2 милиони денари некаде за да можат да исплатат плата. И тие пари треба да се обезбедат од општина Штип да се исплатат кон јавното предпријатие Стипион. Што значи дека околу 1 милион денари беа фалеа на сметката за да се исплати плата за општина Штип и 1,2 милиони денари кон Стипион, тоа се веќе 2,2 милиони денари. Во овој момент на сметката на Исар за да се исплати плата фалат уште околу 3 милиони денари. Исплатата на личните доходи на вработените е еден од приоритетите на новиот градоначалник, кој на оваа функција дојде на 3 ноември. Денеска ги правам сите напори и во текот на утрешниот ден да овие средства кои што недостасуваат кон двете јавни предпријатија и на сметката на општина Штип да се обезбедат средствата најбрзо што е можно. Ако треба, една од варијантите е да се повлече и кредит за да вработените не трпат, бидејќи ова кое што ни се случува е поради неодговорното, некоректното, несовесното однесување на Илчо Захариев и претходната локална власт. Законски исплатата на личните доходи треба да се реализира најдоцна до 15 во месецот, но досега плати во општината и јавните предпријатија се исплаќале помеѓу 1 и 5 во месецот. Сегашниот недостиг на средства Бочварски го квалификува како намерна обструкција кон неговото работење од страна на претходната власт, но и како исклучителна некоректност кон вработените.